Затоа сметам дека би бил многу поефикасен начинот како брзо да се постигнат некои незадоволителни нивоа кои што ги касниме, да речам, вака пластично. Ова го зборувате согласно досегашната комуникација со градоначалниците, нели во двата мандати на Советот или Не, ова го зборувам бидејќи како коалицијата лично е искуство, искуство, затоа што да. знаеме. Сега го спомнавме дека јавните предпријатија кај нас се претежно како бироа за вработување на партиските табори. Мислам, јавна тајна е дека сите се буквално поделени по партии, некои се, например, измешани со цели пластови, кој како владеел, например, имате пласт генерација кај што бил вработувала едната партија, потоа другата, а комунална хигиена традиционално потпаѓа на една политичка партија, тоа е ДУИ. Така да сметам дека ако ние и политичките центри го користат ѓубрето за напади кон општинските градоначалници и логиката на граѓаните исто така реагира дека тие се неодговорни, тогаш мислам дека и ние би требало во одговарањето на овие предизвици да действуваме во однос на логиката на граѓаните, да го дисперзираме јавното комунално предпријатие на сите општини. Мислам дека така секоја општина ќе може да се одговара директно на потребите и капацитетите кои што ги има. Секако според жителите кои што имаат обврски за комунална такса и давачки, така ќе се вработуваат и број на нели комунални работници ќе се набавуваат. На кадри блиски до градоначалникот на таа општина. Тоа не наводно, мислам дека така би го децентрализирали, би ги растуриле тие големи конгломерати кои што во моментот функционираат во јавните